Запирка 8% во однос на истиот период лани, објави ја прашува поживо Елизавета Дамјановска-Спасеновска, меѓу добар ден и повели да ги чуеме деталите. This Wizz A321neo is heading from Brussels to Skopje. Која што оваа пресконференција ја свика, како што кажа самата, за да сподели убава вест со јавноста, а тоа е дека Македонија, како што рече, зазема трета позиција во Европа по раст на бруто домашниот производ, веднаш зад Ирска и Данска, а за нас се оцените по регионот по раст на бруто домашниот производ Србија, Црна Гора, Хрватска, Бугарија, Романија. Според податоците на Државниот завод за статистика, реалниот раст на БВП во третиот квартал од 2025 година изнесува 3,8%, што е забрзување за 2,9% во првиот и 3,5% во вториот квартал. Инаку, она што Бурчев праша на што се должи овој раст, како што вели министерката, главен двигател на Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard this weather flight W64731 to Skopje. So please wear seatbelts and enjoy the flight. Thank you. Смета дека овој раст е само уште еден показател за борбата на инвеститорите во домашната економија. Тука предлагам да ја слушнеме и самата министерка со подетални информации. Успоредба со земјите од регионот на Европската унија, согласно податоците за третиот квартал 2025 година, Македонија е на третото место по раст на БВП, при што повисок раст е забележан во Ирска и Данска, повторувам за третиот квартал од 2025. Главниот двигател на растот во третото тромесечие беа бруто инвестициите, кои се зголемија за исклучително високи 30,6%. Пред се како резултат на силниот раст на инвестициите во основни средства. Високиот раст на инвестициите во овој период доаѓа како комбинација на неколку позитивни трендови во економијата. При тоа се истакнува приносот на инвестицијската активност на домашните предпријатија, имајќи ја во вид високата искористеност и заинтересираност за поволната кредитна линија обезбедена од владата. Важен придонес кон растот на инвестициите имаше и силната посветеност. Good morning, ladies and gentlemen, and once again welcome aboard this Wizz flight W64731 to Skopje. As we're now pushing back, you have to listen to the safety demonstrations on board this Airbus A321neo aircraft. Добро дојдовте во овој Wizz лет W64331 до Скопје. Сега што сме возиме до пистата, треба да слушате што треба да правите во овој A321neo авион. Your seatbelts should be fastened during takeoff, landing, approach and taxi, and at the request of the cabin crew. So, кајшот треба да ти биде fastened, додека возиме, полетуваме, се спуштиме и слетување. И кога се десите кајшот за кајшот. There are 6 emergency exits on board this A321neo, and that's when emergency happens. Кога има 6 врати за emergency, и тие врати се за emergency кога имаат некој сретување на emergency на вода или што треба. When the pilot is not in good confused, then oxygen mask will drop down from above your seat. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Ако пилотот не е добар, тогаш oxygen masks ќе бидат тука. Само ставајќи oxygen mask, само преку отворен нос и уста. И правите така. Убаво.
So, when you're arriving in Skopje airport, please make sure you should not smoke. On this flight, you're not allowed to smoke during this flight, even in the lavatories. Не можете вие да пушите цигари тука. Тука треба да не пушите цигари за целиот свет. For more information, please read the safety card on board this A321 new aircraft, and I hope you have an enjoyable flight with Wizz Air and goodbye. За повеќе информации, читайте safety card што ви е во пакетот во твоите сешта. И имајте убав лет со Wizz Air. Чао. СДСМ ја повикува европската обвинителка Лаура Ковеши да ја посети Македонија. Лично да се запознае со малверзациите кои ВМРО ДПМН ги прави со европските фондови, меѓу кои, и тоа што е веќе јасно, ИПАР програмата во која се загрозени 130 милиони евра. Но фактите се јасни. Се случи најголемата промена на европски пари во Македонија. ИПАР фондовите и тоа луѓе членови на ВМРО ДПМН, луѓе блиски до премиерот Христо Мицкоски. Иначе најавилиот луѓе продолжи со така наречените бомби за наводни корупцијски шеи, а информираше дека во рамките на партијата информирани антикорупцијски служби експерти од влади истражувачи, кои ќе анализираат документи кои ќе подписуваат пријави до домашните и меѓународните институции. Иницијатива е поднесена до антикорупцијските институции во Италија, кои што се години и децении се борја против најорганизираната европска мафија, Коза Ностра. Ако тие се справија со Коза Ностра, може ли ние тука да се справиме со оваа мафија на ВМРО? Од ВМРО ДПМН пак со одговор на пресконференцијата на кои СДСМ се последните кои имаат право да зборуваат за борбата против корупцијата. Естествено, никој кредибилитет да говори за борбата против корупција. Главниот извор на криминалот во државата се топлици, нивните фабрики, нивните мрежи и системот на злоупотреби и делот на безбедностите кои ги штити. Првиот настав на СДС, односно на Филичо, е уште едно политичко карики. Овите систем е нешто што не се пеле ниту во Туркма, ниту во Латвија. Првиот, како што го нарекува СДСМ скандал, што го отвори опозицијата, минатиот битен беше во врска со фирма со двајца врагови, сформирана лани во август, која за 6 месеци годинава добива 6 тендери вредни скоро 9 милиони евра, од кои 4 од генералниот секретаријат во владата. Дали има нешто спорно во овој случај? По пријава на СДСМ ќе треба да провери антикорупцијската комисија, наспроти обвинувањата на опозицијската партија. Одборната ДПМН е пак демови да бараат испреда за отписот на 2000 тони пченица, кој според партијата бил правен со одобрување на заем бидејќи тогашниот министер за земјоделие Николовски. Внесувањето на бугарите во Уставот ќе го заврза патот на Македонија кон ЕУ. Ова го порача бугарскиот председател Румен Радев по средата во Софија со представници на бугарските организации во земјава. Тие пак во Софија кажале дека се против уставни измени со одложена веста. Да раскажам се. Внесувањето на бугарите во Уставот значително ќе го заврза патот на Македонија кон Европска унија, порачал бугарскиот председател Румен Радев на средбата со представници на организациите на бугарската заедница во Македонија. Според него секоја демократска држава е должна да ги штити правата на сите своји граѓани и да му гарантира нивното право на самоопределување. Внесувањето на бугарите во Уставот на Република Македонија значително ќе го заврза патот на земјата кон Европската унија и се надевам дека нашиот југозападен сосед ќе го стори тоа што е можно поскоро, за да се отворат вратите за преговори за полноправно членство. Европската интеграција на Македонија е желба на сите, но не може да се случи по цена на правата на бугарската заедница. Стои во соопштението од кабинетот на Радев и се додава дека представниците на бугарските организации од Битола, Охрид и Скопје, примат кавадарци и почани кои биле присутни на средбата, категорично биле против идејата за уставни измени со одложено дејство. Премиерот Христо Мицкоски на вчерашниот брифинг со медиумите повтори дека според него спроведувањето на уставните
почеток, и дека секоја устапка од Македонска стана конгресистом, па затоа барањата за гаранции од Европската унија се логични. За разлика од власта, опозицијата смета дека земјава треба што е можно поскоро да ги направи уставните измени и да го отвори првиот кластер од преговори. Ladies and gentlemen, as we're now ready for departure, please make sure your seatbelt is fastened, your window blind is up, and your tray table is stowed. Thank you for choosing Wizz Air with us, and once again, welcome aboard. Dame i господа, дека сега сме спремни за полетување. Ве молиме дека треба твојот кајш да биде пасент, тој прозорец да биде горе и масите да бидат горе. Тоа што го одбирате визер со вас, исто така, да ве сакаме убав лет со визер. Фала ви и пријатно. Бидејќи со нарисување на бугарско нациско вустава, ние го решаваме нашиот суштински тензичен судив со бугарите, како еден народ во држава. Според заклучоците на Поветот на ЕУ, кој се очекува да се усвојат на 16 декември во Брисел, Македонија уште еднаш ќе биде повикана да ги направи уставните измени, за да може да продолжи со преговарачкиот процес. А што го направи тоа? Советот на ЕУ ќе биде подготвен да свика меѓувладина конференција, а потоа и да го отвори првиот преговарачки кластер. Шефот на дипломатијата Тимчо Гуцурски очекува Европската унија да ја убеди Софија повторно да седне на маса за да се најде решение кој ќе обезбеди гаранција и предвидливост на европскиот пат. Прво интервју за Канал 5 по осминешната средба во Виена со групата пријатели на Западен Балкан рече дека е охрабрен што се повеќе земји членки на ЕУ имаат разбирање за позициите на земјава. Со Гуцурски разговараше и Јован Јовновски. Тоа што можам да го потврдам посебно посредните тука во Виена, средбата со групата пријатели на Западен Балкан, тоа е онаа група на земји кои што се најпринципилни поддржувачи на регионот, на патот кон полноправно членство, би рекол, без изборно посебно земји членки, треба да го почитуваме процесот на доведеност меѓу државите, но би рекол дека има големо разбирање пред повеќе земји за позициите на владата, број еден, а број 2 за потребата Европската унија да направи нешто за соодветен диалог помеѓу нас и Бугарија, за да се изнајде некое решение во кое што ние како држава имаме доказа. Така да јас тоа што би го кажал е дека се охрабрен од позициите на повеќе земји членки, но тоа значи дека нашата активност во делот на утврдувањето на одредени земји членки кои што се најактивни по оваа праша функционирало. Тоа не значи дека ние треба да ги запоставиме домашните реформи, посветеноста на борбата против корупцијата, реформата на правосудството, но по однос на ова клучна тачка, каде што очекуваме гаранција и предвидливост, мислам дека имаме позитивен напредок и во добра вера треба да работиме со европските институции, Комисијата, високата представничка за надворешна безбедносна политика, председателот на Европскиот совет, со земјите членки да работиме, кои што се многу значајни члените заедно со европските институции, и секако ќе биде потребен и соодветен диалог со Бугарија во нашата земја. Целиот разговор на Јован Јовновски со министерот Гуцурски и донесена во Централни вести 18 часот. Понешните премиери Груевски и Заев се стара на Фейсбук се обвинуваат кој, колку и на каков начин соработувал со Русија. Деталите од оваа интернет преписка луѓето со Сајмекајовска страна. Иако и двајцата веќе одамна не се дел од активната политика, екс-премиерите Заев и Груевски ја продолжуваат политичката пресметка, овој пат преку социјалните мрежи. Откако Груевски пообвини Заев дека бил дволичен, обвинувал дека е за Украина, а со Русите терал бизнис и тргувал со руска железо и черик, тој му одговори дека треба да се најде хоби, како например да научи да прави гулаш, бидејќи како што напиша, Русија не би му дала капка вода, а не бизнис. Заев покораше на Груевски да престане да се обидува да влијае на македонската политика од Ефил, подсетувајќи го за неговата Теков. Се надевам и верувам дека ќе дојде денот кога ќе се појави во Македонија, а доктор знаеш тај ќе треба директно да одиш, за да разговариш. И јас желам да се Турција капка вода нема да ми даде, а камо и бизнис да ми даде. До свидање, Никола. Поздрав од Македонија, полно предначени.
Москва добивајќи своја фотографија на поштата пред базиликата Свети Стефан во Будимпешта, каде што се наоѓа Божитниот базар. Обвини дека Ербан, европеецот, како што го опишува во својот статус зајав, заради лично богатење учествува во зајавување на финансирањето на Русија, а приватно како бизнесмен тој всушност ја финансира војната во Украина, како бизнес што го води во Дубај. Кремен да прати туди деца на фронтот, на големо во стотици милиони руски секој месец врши трговија со руско железо цени, односно купува ефтино железо од Русија, кој цена пониска заради силните западни санкции кон Русија и прави сделки во кои штити маргаравот и продавачите од Русија и купувачи има на зајав. Военски река 7 години живее во Будимпешта, откако координира јавните активности на Натовското мир, согласен со неколку случаи процеси покринати од тогашното СДО. Во меѓувреме губи политички апел од власта на Орбан. Проектот целосно се дограча во јавниот живот, откако во 2021 ги загуби локалните избори и на негово место во Црквата на владата го предложи Димитар Ковачевски. Скопје со враќаат. Екипата на Канал 5 регистрираше возачи кои повално возат и генерално ги почитуваат правилата. Проблем остануваат непрописно паркираните возила на улиците или популарно наречените само да прашат возачи. Одноверуваат дека со специјални возила ќе се казнуваат и овие несовесни возачи кои предизвикуваат метеж и го успоруваат сообраќајот за други учесници. Ја покажи. Иако возите улица Будимпешта сепак порелаксирано, движењето на континуитет без висока брзина и пресекување на секој секонд доведе до пораздвижен повраќај и дејанието на секси е веќе видливо по улиците. Ние во моментов се движиме со 50 км/ч, како и повеќето колона сводено шумиците на ското се попавни, возачите поставожени, никој каде не бърза и не е невозен. Откако направивме на градските булевари, застој речи си да немаше, се забележа повнимателно возење и потребно заставување на пешачки пилини. Во други делови од градот пак се уште има површно возење, остри престојувања, но и површно камери во окружност, а како од Скопје, некои од граѓаните ги покажаат дека само денеска добиле 5 пораки за прекршоци. Сепак повеќето од возачите кои ги емитираат преку одложувачни системи велат дека повеќе навикуваат на новото темпо, но бараат што побрзо да се реши делот кој ги израѓа казни доколку ја надминат предвидената брзина за 2 или 3 км/ч. Сепак сите се согласни дека повраќајот ќе биде повреден. Подвижено се чука каде. Ние поврнемо каде подвижено. Се навикнува, највеќе за наредна да биде. Мислам дека е добар модел за поздравување дефинитивно, особено за безбедноста на нашите патишта, апсолутно. Мислам дека требаше порано да го пуштите дека ќе одбегнат доста жртви. Излезе 51 километар на час, за 1 километар да време изместува по-пора. Мислам дека не е фер. Некои од нив пак забележаа дека мостички граници нема соодветна сигнализација, и да изгледат возат на улиците без да знаат на колку е ограничена брзината. Секој човек може да се пази. Не знам, сега да можам да знам колку вози ние, па ја не знам, целото Скопје не знам колку е, не е назнакно. Како ефикасен пропуск на сообраќајот, проблем остануваат и возачите кои не забележуваат дека се отворило зелено светло, па создаваат проблеми по загубите критични сообраќајници. Друг проблем е што некои стари навики се останати, за кои одмора да посочија дека подготвило решение. Но сепак има и оние кои што се уште блокираат по една цела лента, минејќи ги фотографираат специјални возила на МВР. Bye and I will see you in Skopje.